Браќа и сестри, драги пријатели, ве поздравувам ово утро и ви посакувам обилни Божји благослови. Насловот на ова излагање гласи Син ни се даде. Ќе видиме за кој син станува овде збор. Многу христијани пред неколку дена го славија Христовото раѓање, а некој па за некој ден повторно ќе го слават. Така да, уште од самиот почеток, кога Адам ја позна својата жена Ева, која зачна и роди, тогаш настанала голема радост меѓу Адама и Ева, која од радост извикала човек добив. Таа радост била доста голема, се прашуваме зошто. Ќе прочитаме во 1 Мојсева 3:15. И еве што кажува: и ставам непријателство меѓу тебе и жената и меѓу родот твој и породот нејзин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш во петата. Кога Бог и рече на сатаната, наречен уште ѓавол, ставам непријателство меѓу тебе и жената и меѓу родот твој и породот нејзин, станува збор за породот нејзин. Овој син што го добила Ева, мислела дека тоа е спасителот кој ќе ги избави од направениот грев. Но тука бил искушувачот кој по известно време ја прекратил радоста на Адам и Ева. А сега да видиме уште за едно дете кое се наоѓа во 2 Мојсева 2:12. 2 Мојсева 2:12. Уствари 1 и 2. И еве што кажува. Еден човек од племето Левиево отиде и си зеде жена од черките Левиеви. Жената зачна и роди машко дете, па кога виде дека е многу убаво, го криеше 3 месеци. Го криеше 3 месеци. Да видиме зошто го криела мајката своето дете. Овој настан се случил во египетската земја, кога се зацарил нов цар, кој не знаел или не го познавал Јосиф. И тука дебнел исто непријателот сатаната или ѓавол, кој се послужил преко царот да го уништи ова дете, иако египтијаните ги измачували израелците, му давале тешки работи да прават тули од кал и други полски работи. Но тие се повеќе и повеќе се размножувале и настанале повеќе од самите египетци. Тогаш царот египетски им наредил на бабиците кога ќе бабуваат кај жените еврејки да ги погубуваат сите машки деца. Но бабиците се плашале од Бога и не правеле како што им наредил царот, туку ги оставале машките деца. Тогаш царот египетски ги повикал бабиците и му рекол: зошто правите така? Ги оставате машките деца. А тие, бидејќи се плашеле од Бога, му одговориле: еврејките не се како жените египетски, зашто пред да дојде бабицата, тие веќе се породиле. Тогаш фараонот се налутил и му наредил на својот народ секое машко што ќе се роди да се фрли во реката. Ќе читаме исто од 2 Мојсева, од 3 стих, 2 глава, од 3 стих па натаму. Но кога не можеше повеќе да го крие, зеде кошниче од трска, го облепи со асфалт и смола
и откако го стави детето во него, го однесе во реката покрај трските. И сестрата негова застана подалеку за да гледа што ќе стане со него. Черката пак фараонова слезе до реката за да се капе и нејзините слугинки одеа покрај реката. Таа го забележа кошничето во трската, па испрати една слугинка своја да го донесе. А кога го отвори, виде дете, и тогаш детето заплака. Та се смили над него и рече: ова е еврејско дете. Тогаш сестрата негова и рече на фараоновата черка: сакаш ли да одам да викнам доилка еврејка да ти го дои детето? Фараоновата черка и рече: чувај го ова дете и дој ми го, а јас ќе ти платам. И го зеде жената детето и го доеше. А кога детето порасна, го одведе кај черката фараонова и таа го посини. И му стави име Мојсей, велејчи: зашто од вода го извадив. Иако детето било фрлено во реката, Бог го штител, го зела черката фараонова и така детето растело и напредувало. На ова дете името му било Мојсей. Кога Мојсей станал возрасен, Бог го пратил кај својот народ. Така Мојсей го водел израелскиот народ низ пустината, но тие стално мрмореле и негодувале. До тогаш тогаш Мојсей рекол на крајот од својот живот. Ќе прочитаме во 5 Мојсева да видиме Мојсей што им кажува на својот народ. Пета Мојсева, 18 стих, уствари 18 глава и 15 стих. Господ твојот Бог ќе ти даде пророк од брајчета твој како мене, него слушајте го. Еве, Мојсей дава едно пророштво, уствари Бог преку Мојсей го дава ово пророштво за Исус Христос. Ајде да читаме уште од Исаја 9:6 и 7:14. Исаја 9 глава 6 стих, каде што кажува: неговата власт и мирот безкрајен ќе растат врз престолот на Давида и во царството негово, за да го утврди тој и да го зацврсти преку суд и правда од сега па довека. Тоа ќе го направи ревноста Господова Саваот. И 5 стих ќе го прочитам претходно, што повеќе да дава јасно за тоа. Зашто дете ни се роди, син ни се даде, власта е на раменјата негови и ќе го наречат чудесен советник, Бог силен, Отец вечен, кнез на мирот. И 7:14. Затоа самиот Господ ќе ви даде доказ. Ете, девица ќе зачне и ќе роди син, и ќе му го дадат името Имануел. Имануел е името на Божиот син, кое значи Бог со нас. Другото име Исус, кое значи Господ е Спасител, и додека третото име му е Христос, кое значи помазаник или Месија.
спасител на светот. Само Бог може да го спаси светот. Да го спаси човекот, Бог морал да постане човек. Христовото раѓање во човечко тело е токму роденото дете Имануел, Бог со нас. Неговото раѓање е борба против гревот. Бидејќи светот се наоѓа во робство под сатаната, Имануел дошол со голи раце во непријателскиот логор кој можел во пријателскиот логор, кој можел да види во новороденчето небесно војсководец кој ќе се бори против гревот. Иако за детето повиено и легнато во јаслите во Витлеем и во Витлеемските штали кое било самиот голем анđел Михаил, кој постана син човечки и син Божи. Постана тело и крв, да смртта ја уништи од оној кој ја има власта над неа, односно ѓаволот. Христовото раѓање значело објавување мир, а и борба против царството на мракот. Исусовото раѓање било најавено уште од многу поодамна. Преку мудреците Бог му објавил на еврејскиот народ за раѓањето на својот син. Нивното распрашување во Ерусалим разбудило големо интересирање. Тогаш свештениците и рабините ги насочиле умовите кон пророштвата. Но тука бил и сатаната, кој се трудел да ја засолни божествената светлина и да ја употреби сета моќ на своето лукавство да го уништи Спасителот. Кога стигнале мудреците во градот Ерусалим, прашувале за детето. Ајде прочитаме во Матеј, 2 глава, Матеј, 2 глава, 2 стих. Штом го чуа тоа царот Ирод, се вознемири и цел Ерусалим со него. Гледаме како кога слушнал царот Ирод за ова дете кој треба да се роди наречено цар и се вознемирил. Тој почнал исто да се интересира за раѓањето на детето. Ирод се уплашил да не му го земи престолот, а и сиот народ очекувал ослободување од ова дете наречено цар. Но овој цар се родил за да го ослободи човештвото од гревот и да го спаси. Тогаш Ирод ги повикал свештениците и книжевниците и ги прашувал каде треба да се роди Христос. Тие тогаш му го кажале пророштвото од Михеј, 5 глава, 2 стих. Михеј, 5 глава, 2 стих. Затоа тој ќе ги остави до времето додека роди она која треба да роди, тогаш кај синовите Израилеви ќе се вратат и нивните други браќа. Тогаш Ирод ги повикал тајно мудреците и им рекол: одете и распрашајте се за младенецот, и штом ќе го најдете, јавете ми и јас да му се поклонам. Мудреците меѓу првите му посакале добро дојде на откупителот. Тие
носеле дарови и му ги дале на родителите на детето и му се поклониле. А кога на сон му се јави Бог, тие не се вратија кај Ирода, туку отишле по друг пат. Меѓутоа, оној што не дреме и не спие, го чувал својот син. Оној што на Израел му дал мана од небото и го хранел, Илија за време на гладот, кој се погрижил за прибежиште на Марија и Исуса, читаме во Матеј 2:13. Матеј 2:13. А штом си отидоа тие, ете ангел Господов му се јави на Јосиф на сон, велејчи: стани, земи го младенецот и мајка му, па бегај во Египет и остани таму додека не ти кажам, бидејќи Ирод ќе го бара младенецот за да го погуби. Бидејќи Ирод ќе го бара младенецот да го погуби, каква трагедија! Тогаш Ирод се разгневи и прати своји луѓе да ги погубат децата до 2 години во Витлеем и околу него. Тој ден бил кобен за жените, односно мајките во Витлеем. Се слушале во секој дом жал и плачење. Ова пророштво ќе го прочитаме во Јеремија 31:15. Јеремија 31:15. Така вели Господ, глас се слуша во Рама, пискот и горко плачење. Рахила плаче за децата своји и не сака да се утеши за нив, зашто ги нема. Ова свирепо дело било едно од последните што го заменило владењето на Ирод. Иако Исус се родил во шталите на небесните ангели биле тука, кои го прателе Исус и пееле: слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Христос се роди. Бог дошол меѓу луѓето. Дошол да биде со нас. А додека хорот од анџели ја пееле песната, ќе прочитаме исто во Исаја 9:6. Исаја 9:6 и 9:5, 9 и 6. Зашто дете ни се роди, син ни се даде, власта е на раменјата негови и ќе го наречат чудесен советник, Бог силен, Отец вечен, кнез на мирот. Неговата власт и мирот безкрајен ќе расте врз престолот на Давид и во царството негово, за да го утврди тој и да го зацврсти преко суд и правда од сега па довека. Тоа ќе го направи ревноста на Господ Саваот. Гледаме ова дете кое се родило, било Христос. Каде хорот од ангели пеел, но безпомошното бебе Емануел
кој е постанал син човечки, да би станали и ние синови Божи. Браќа и сестри, Исаиното пророчанство се исполнило. Во Библијата нема точен датум за раѓањето на Христос и никој не знае кој е тој ден. Ако тоа би било важно, би било запишано во Библијата. Она што треба да знаеме е тоа што Христос е роден во човечко тело. Он го заменил својот престол на небото со сламата во јаслите. Он е Бог меѓу нас. Ќе читаме од 2 Коринчаните 5:14. Уствари 19, не е 14, каде што вика: зашто Бог го измири светот со себе преку Христос, не земајќи ги предвид престапите на луѓето, и го положи во нас словото на измирување. Гледаме ова бебе кое е дошло да го спаси човечкиот род, го измири светот со себе. Го измири и не земајќи ги во предвид гревовите на луѓето. И го положи, вика, словото на измирување во нас. Колку прекрасно нешто. Бог дошол да биде со нас, а и во нас. Оти Бог го помири светот со својата сила, со својата љубов, со својата милост, со својата вистина, со својата светлост и спасението во ова дете е родено затоа што во Јован 3:16 вика: и Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не погине, него да има живот вечен. Тука биле и овчарите, кои кога ја слушнале песната од ангелите, рекле: хајде да видиме. Ќе прочитаме во Лука, во Лука 2:15 и 16. Кога си отидоа ангелите од нив на небото, пастирите си рекоа меѓу себе: да појдеме во Витлеем и да го видиме предскажаниот настан што ни го соопшти Господ. Гледаме, иако овие биле пастири, Бог не гледа кој е кој. Еве го најавил, а најавил и ова радосна вест и преку пастирите, преку овчарите. И викат: ајде да одиме, да видиме. И дојдоа брзо и ги најдоа Марија и Јосиф со младенецот кој лежеше во јасли. Всеможниот Бог ја открил својата љубов према изгубеното човештво, преку дарот од својот син. Кога овчарите стигнале во Витлеем и го нашле Исуса во јаслите, тие нашле нешто повеќе. Тие нашле црква, каде што и
се поклониле. Го фалеле и го славеле Бога, а потоа се вратиле кај своите стада. И овчарите, и мудреците се изедначиле, и едните и другите се понижиле како мали деца. Со очи и со вера безпомошното дете го виделе Бог. Бог со нас. И едните и другите имале отворени умови, спремни срца да поверуваат во небесното откровение. Ова откровение не било само за нас, ами за цел свемир, цел свет се нашол во голема љубов од Бога. Драги браќа и сестри и пријатели, било школувани или не школувани, било овчари или мудреци, Бог сака да се открие во нашите срца. Ќе го прочитаме тоа во Исаја 57:15. Зашто вака вели високиот и возвишениот, вечно живиот, чие име е Светец, јас живеам на небесната височина во светилиштето, но јас сум и со оние што имаат скршено срце и понизен дух, за да го оживувам духот на понижните и да ги оживувам срцата на поразените. Гледаме Бог кој живее на небесата, вика, јас сум со кого? Со оние кои се со понизен дух, оние кои се со скршени срца. Сакам, вика, да бидам со нив и да го оживеам духот во нив. Така да, браќи и сестри, Бог ни помогне да со она ветување кое се исполнило, кога дошол самиот Исус Христос на оваа земја, и овчарите и мудреците го славеле Бога и му се понизиле. Така и ние да бидеме понизни и да му оддаваме слава на нашиот Бог стално. Во нашиот живот нека се прославува Он преко нас, да можеме уште многу души да ги запознаеме со вистината. Амин.